Почитувани замени министри, почитувани гости од Македонската телевизија, почитувани пратеници, познавачи и непознавачи на ова материја, сакам да ви кажам дека сабалето гледав емисијата на Канал 5, баш ова тема беше ставена на како мерка, што мислат граѓаните на Република Македонија. Се ова повише граѓани, има време да почекам малку да загледам и имаше повише јавувања од тие јавувања. Едниот се јави и рече: јас имам 35 години, што ќе биде со мене? А се пријавувам 8 години во Агенцијата за вработување. Ја треба ли да умрам, вика. Значи вие само предлагате до 29 години. Таа идеја што ја слушав таа, ја слушав на Канал 5, ми даде потик да направам еден амандман во меѓувреме сабалената рано и направив еден таков амандман, го доставив до Комисијата за труд и социјална политика, каде предлагав укинување на ограничувањето на вработените да не бидат годините на возраст, да биде слободно како кој може да се вработи. Со ослободувањето на плаќање на придонеси за пензијско и инвалидско осигурување, да можат да се вработат сите невработени лица. Сите граѓани се еднакви пред Уставот на Република Македонија, сите мораат да имаат еднакви можности да дојдат до работно место. И тоа беше предлогот на мојот амандман, што уопште не го ни прифатија. Кажав некои работи и затоа реков секогаш кога дискутираме, да дискутираме со аргументи, и реков дека овие предложени решенија се решени од познатиот Бранков закон, кажав и на комисијата и сега ви потврдувам. Само ова што се предлага мене ми личи на Бранков закон во мини сукња или многу пократка мини сукња кажано. Ние повозрастните што паметиме малку од подамна знаеме дека ова не е ништо ново. Се враќа Бранковиот закон, само сега ограничен со 29 години старост. И не само тоа, мене ми заличува дека овој закон не е само ограничен, но не е ниту до колен на Бранковиот закон. Затоа што предлага ослободување само од пензијско, инвалидско и здравствено осигурување. Во комисијата, кога бевме, ми рече заменикот министер дека и персоналниот данок, што е за мене најбитно, а и тоа и најзначајно е, еве само ќе ви кажам, пошто ме натеравте во меѓувреме да гледам и најдов. Она што викате за изменување и допунање законот за здравствено осигурување е предложено во членот 5, со кој се менува членот за нововработени. Тоа го има во здравство. Но во законот за персонален данок нема никакво ослободување нема. И немојте уште еднаш да ме правите тука пред сите граѓани и пред пратениците дека не ви кажувам, да не употребам зборови кои не треба, нечем да кажам лажет и така натаму, меѓутоа еве пишува. Во измената на законот службен весник 13 2014 од 23.1.2014 нема ослободување. Ниту во службениот весник 187 2013 од 30.12.2013 година исто така нема ослободување од персонален данок. Од кој, кажете ми, излезете или реплицирате ми, кажете ми дека има ослободување. Тоа е едната работа. Втората работа, затоа реков познавачи и непознавачи, кој ќе ги плаќа давачките настанати од пензијско и инвалидско осигурување. Нити пишува во законот кој ќе ги плаќа, само едноставно впишано во картија ќе бидете ослободени. Кој ќе ги плаќа, нема тако решение пишано во законот. Друга работа, што сметам, што е значајно, реков персоналниот данок. Затоа и на комисијата кажав и сега ви кажувам, ова ми личи на детска играчка. Не можам дури да кажам дека ова решение произлегува од шинелот на Бранковиот закон, затоа што шинел е голема работа. Ова повеќе ми личи како некој десе да му украде чевлите на некој возрастен и дечињата, како и сите дечиња, сакаат да носат чевли на возраст. Тоа го знаеме. Факт е дека имаме невработени 45.000 млади луѓе на возраст од 29 години. Факт е дека и во Европа се преземат мерки за нивно вработување. Ама во Европа нема поделба како што има кај нас. Од тие 45.000 млади луѓе, 25.000 биле активни кои барат работа, а 20 биле пасивни баратели на работа. Европа ни се чуди на паметта и вели, во Европа не се градат споменици затоа што Европа знае што произлегува од спомениците.
ништо не произведуваат. Што извезуваат спомениците? Ништо не извезуваат. Кога вработуваат спомениците? Никого не вработуваат. Европа тоа го знае, Европа така го решава прашањето за вработување. А на нас, во овие материјали, ни се предлага гарантирано вработување за 24 месеци. Како е тоа вработување, господине заменик министри? Гарантирано вработување. Гарантирано вработување, знаете што е? Ќе му кажете, иди да работаш во таа и таа фирма. А ова вие само предлагате да ги примат да работат. Гарантирано вработување. Се редат флоксули, ќе било потик на младите да не ја напуштаат државата, види богати. Ќе се обезбеди одржливост на пазарот, на трудот и тоа на подлог крок. Види богати, пак иста работа. А Европската унија, Штефан Филе, бараат од нас функционална економија, намалување на буџетскиот дефицит, намалување на јавниот долг, засилени економски реформи, акционен план на средување на јавните финансии, зголемени вложувања на транспарентност, енергетика и образование. Тоа бара од нас Европа. Ама сето тоа во оваа земја не се прави. Се прават популистички мерки на типот на ова, но повеќе заличува на многу популистички манипулации. На овој начин и со таков пристап не се решава невработеноста. Доколку вие сакавте да решите невработеноста, јас кажав пред неколку дена, сега пат ќе ви кажам. Имате илјадници волонтери кои работат по министерствата, илјадници волонтери кои работат по здравствените установи и клиники низ Република Македонија. Сите примаат по 3000 и 4600 денара. Што го предложивте овој закон кој можете со еден потез тие луѓе да им дадете решение да бидат примени на работа? Зошто на тие не им давате решенја? Ја ќе излидев и сите сигурно пратеници ќе кажа, алал нека име стварно ги вработија, а не се мала бројка теа, господине заменик министри. Ова вие што го предлагате, ова е детска играчка. Не се знае кој ќе ги плаќа доприносите, не се знае, уствари персоналниот данок не е ослободен. Сакам да ми образложите, ако сакате, кој е тој службен весник на персоналниот. Ви кажав, значи, преска реков и здравството дека не, меѓутоа проверив, таму за здравството пишува ослободување од плаќање на здравствени приноси во членот 5 со кој се менува за новоработени лица. Еве, окей, тоа го прифаќам. Меѓутоа ова не е точно. Немате нигде измени во персоналниот данок. Каде? Имаше ли таква комисија одржана негде за ослободување? Јас сум во комисијата за финансирање и буџет. Ние немаме таков закон за ослободување од персоналниот данок. Тука сум ја. И сега што е ова? Не е ли популистичка мерка? Популистичка мерка. Најбитното, најсериозната работа во ова работа е персоналниот данок. Што не, фактички не е ослободен. Или треба да се каже да само пензиско и здравствено осигурање, тогаш окей, ќе го прифатам и така. И сега, кога имате 600 волонтери хигиеничари само во клиниката во Скопје, кои примаат 4600 години, 7 до 8 години работаат таму, не им давате решение, не се ниту здравствено осигурани, ниту социјално, ниту пензиско осигурани, ништо немаат, ни годишен одмор немаат. И од нова година до нова година, од избори до избори, луѓето само ги мафтате час лево, час десно. Сега да пройде избори, ќе ве примиме. Сега да пройде нова година, сега изборен закон, сега ова, и луѓето така се јавуват и тоа го кажуваат. Они го кажуваат ова. И Савале ви реков, идејата на мојот амандман беше што го слушнав Савале во канал 5, што кажа дека што ќе правам јас што имам 35 години. И ја ви предложив амандман да биде тоа со неограничена возраст и веќе кога сакавте вие да работите, има и такви луѓе, и пасивни активни кои не барат работа, меѓутоа и дека се остави простор за сите. Впрочем и Уставот на Република Македонија, сите морат да имат еднакви можности да дојдат до работно место. И тоа е една од причините што го предложив овој амандман. Затоа, дајте да не ги мафтаме луѓево, да не ги правиме популизмот пред избори, да дадовте некоја по-добра мерка, окей беше, ама сега пред избори, пред 5-6 дена, мислим, народот не пие мастило, знае и народот веќе што е и како е. Ако сакавте, еве ви дав пример. Волонтери имате куп. Само да им дадевте решенија, се ќе беше окей.